Благодарам. Основната цел поради која предлагаме изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој е законско уредување на статусот на земјоделските задруги во политиките за поддршката на земјоделството и руралниот развој и нивно евидентирање во регистрите на Министерството. Во членот 14 измените сега се ги кажувам. Во членот 14 ставот 1 зборовите Законот за земјоделски задруги под услови и начин пропишан со овој закон се заменуваат со зборовите Закон за задругите регистрирани за вршење на земјоделска дејност, а евидентирани во Министерството. Во овој член се пропишуваат корисниците на средствата согласно Законот за укинување на Законот за земјоделски задруги, кој што закон е укинат во еден претходен период и правниот субјект, односно земјоделската задруга, ги изгуби правата на финансиска поддршка. Со оваа измена, која што се надевам дека сите едногласно ќе ја донесеме, се овозможуваат истите тие права на новиот правен субјект. Во членот 74 се пропишува политиката за рурален развој во делот на економско здружување на земјоделските стопанства за заедничко вршење на земјоделската дејност. Се бришат деловите во кои се споменува Законот за земјоделски задруги, кој што, како што спомнав, е укинат, и се додава Законот за задругите, според кој закон се формираат земјоделските задруги, се додава и став со кој се пропишува, односно и евидентирањето на земјоделските задруги во Министерството. Предлогот на законот не предизвикува финансиски импликации врз буџетот на државата Република Македонија и затоа овие законски одредби нема да предизвикаат дополнителни материјални обврски за одделни субјекти и заради таа причина го предлагаме овој закон да помине по скратена поставка. Ви благодарам.